Нерешени мистерии. Дали сте слушнале за овие нерешени мистерии? Овие нерешени мистерии се едни од позастрашувачките. Под 1. Ракописот Војнич. Ракописот Војнич е книга на приближно 250 страници, напишана на сосема непознат јазик или систем на пишување. Датира од јаглеродното датирање на хартијата од 1400 години и вклучува илустрации на растенија кои не наликуваат на ниту еден познат вид. Наречена е по полскиот трговец со книги кој ја купил во 1912 година. Се верува дека бил наменет како медицински текст. Низиниот прв потврден собственик бил Георг Бареш од 1585 до 1662 година. Алхемичар од Прага кој открил дека бескорисно зафаќа простор во неговата библиотека. Бареш се обиде да го истражи потеклото на ракописот, но беше безуспешно. Ракописот се менувал со векови, додека не го купил Војнич, кој тврдил дека е автор Албертус Магнус, алхемичар, или Роџер Бејкон, научник. Сепак некои веруваат дека Војнич сам ги фабрикувал ракописот и неговата историја. Со текот на годините се предлагаа и разни други измами. Се разбира, тоа не би го објаснило јаглеродното датирање на хартијата и мастилото. Со векови по неговото прво наводно откритие, ракописот Војнич останува непробоен и необјаснив како и секогаш. Под 2. Дали сестрите Полок докажуваат реинкарнација? Денес 24% од американците веруваат во реинкарнација, иако научниците ја сметаат реинкарнацијата тешко објаснива. Од време на време се појавува нерешена мистерија која е толку привлечна и необјаснива, што дури ги збунува и научниците. Тоа го имаме во приказната со сестрите Полак. Во 1957 година, две млади англиски сестри, Джоана Полок, 11, и Жаклин Полок, 6, загинаа во трагична сообраќајна несреќа. Една година подоцна, нивната мајка ги родила близнаците Джилијан и Дженифер. Кога близнаците беа доволно возрасни за да разговараат, тие почнаа да идентификуваат и да бараат играчки што им припаѓале на нивните умрени сестри, посочувајќи ги знаменитостите што само нивните умрени сестри би ги знаеле, како на пример училиштето во кое учеле, а понекогаш и паника кога ќе виделе автомобили и извикувале тој автомобил доаѓа да не земе, викале во една прилика. Откако близначките наполнија 5 години, овие инциденти станаа поретки, а девојчињата продолжија да водат нормален живот. Сепак приказната за сестрите Полок стигна до доктор Иан Стивенсон, психолог кој студирал реинкарнација. Откако проучувал илјадници наводни случаи, доктор Стивенсон напишал книга во која раскажува 14 случаи за кои верува дека биле вистински, вклучувајќи и ја и онаа на сестрите Полок. Под 3. Што навистина се случило со младиот Волтер Колинс? Во 2008 година, филмот на Клинт Исвуд под име Промена повторно го разбуди интересот за едно од најбизарните и најтрагичните криминални приказни од 1920-тите години. Самохраната мајка Кристин Колинс го пријавила низиниот 9-годишен син Волтер како исчезнат во март 1928 година од нивниот дом во Лос Анџелес. 5 месеци подоцна полицијата го врати под наводници Волтер кај Кристин, само што тоа не беше Волтер, а Кристин го знаеше тоа, но полицијата на Лос Анџелес ја отфрли загриженоста на Кристин и отиде до таму што ја обвини за ужасно мајчинство и ја ставиле во душевна болница. Вистинскиот Волтер Колинс никогаш не бил пронајден, а со текот на времето властите верувале дека тој е една од жртвите на осудениот убиец на деца, Гордон Стуарт Норткот,
иако мајката на Норткот понудила признание за убиството на Волтер. Што и да се случило со Волтер Колинс, неговото тело никогаш не било пронајдено и никој никогаш не дозна што навистина се случило. Ниту пак со сигурност е утврдено зошто полицијата била толку вложена во прикривање за исчезнувањето на момчето и зошто полицијата и вратила на Кристин друго дете и се обиделе да ја убедат неа и остатокот од светот дека тоа е Волтер. Под 4. Големиот сив човек. Големиот сив човек е нечовечко суштество за кое се вели дека го прогонува врвот и премините на вториот највисок врв во Шкотска, Бен Макдуи. На мајчиниот шкотски јазик суштеството е познато како Am Fire Light More, како Йети на Хималаите и Бигфут, исто така познат како Саскуч на северозападниот дел на американскиот Пацифик. Големиот сив човек го виделе неколку очевидци. Она што го прави големиот сив човек особено застрашувачки е тоа што неговите физички карактеристики не наликуваат на оние на мечка и затоа видувањата не може да се отфрлат како видување на мечка. Оние кои го виделе големиот сив човек го опишуваат како екстремно висок или над 10 стапки и налик на човек со кратка коса, широки раменици и долги раце. Скоро сите извештаи за видувањата вклучуваат звук на крцкање како чакал под стапалата. Научниците не можеа да додадат објаснување за видувањата и придружните звуци, иако психолозите предложија дека оние кои наводно го виделе и слушнале големиот сив човек биле во состојба на физичка и ментална болка предизвикана од исцрпеност и или изолација. Засега големиот сив човек останува мистерија. Под 5. Настанот Тунгуска. Настанот Тунгуска повремено се нарекува и инцидент во Тунгуска. Беше огромна експлозија од 12 мегатони што се случи во близината на реката под Каменаја Тунгуска во Јенисејск, сега Краснојарск крај во Русија. Утрото на 30 јуни 1908 година експлозијата над реткото населена источна сибирска тајга срамни со земја околу 80 милиони дрвја на површина од 2150 км квадратни или 830 квадратни милји шума, а извештаите на очевидците сугерираат дека најмалку 3 лица можеби загинале во настанот. Настанот Тунгуска е најголемиот удар на земјата во историјата, иако многу поголеми удари се случиле во праисторијата. Утрото на 30 јуни 1908 година 770 квадратни милји шума во Сибир, Русија беа срамнети со земја од она што се чинеше дека е експлозија, освен што немаше сведоци и други докази. Феноменот познат како настанот Тунгуска, научниците го класифицираа како најголем настан на удар, што значи снимен удар помеѓу два астрономски објекти како што се астероидот и Земјата. Во запишаната историја, сепак ниту еден ударен кратер никогаш не беше пронајден, што би бил важен знак на ударен настан. Така научниците може само да претпоставуваат што можеби се случило, а тоа е дека астероид експлодирал над Земјата, а уништувањето што следело под него во Сибир било резултат на последователните ефекти.